Чудесно патување. Можеби никогаш не постоеле момченцето Франц и девојчето Руменка. Ако не постоеле, тогаш не оделе во училиште, не си играле, не јаделе, не спиеле и не сонувале. Но зар вчера постоеле некој Франц и некоја Руменка што ќе се родат утре? Дошла една сказна, ги донесла и оттогаш, ако не во некој град или во некое село, Франц и Руменка живеат во сказната. А бидејќи во сказните може да се случуваат секакви чуда, во оваа сказна се случи оваа вистина. Прв дел. Едно бабино гулапче и една Руменка. Франц живееше во подпланинското село Крива Бреза, каде што татко му беше учител. Беше мошне, мирно и послушно дете, а на јазикот од баба му тоа значеше бабино злато, белокрило гулапче, кротко јагне и така натаму. Тоа бабино гулапче од се најмногу ја сакаше ливадата за училиштето. Таа ливада е посебна приказна. Тука пеперугите на своите шарени крилја први ја донесуваа пролетта. Кога баба му ќе видеше некоја таква пеперука, веднаш ќе речеше: еве, ни дошла пролетта. Пролетта? Франц веднаш ќе истрчеше надвор. Каде е пролетта? Неа, лета пред твоите очи, ќе му речеше татко му. Тоа е пеперуга, а не пролетта. Пролетта е звук на врбова свирка, глас на птица, шепот на млади лисја, велеше баба му. Зар не ја слушаш нејзината мелодија? Пролетта е цветна чашка полна со најубави мируси, додаваше мајка му. Франц и беше и не беше задоволен од нивните одговори, но едно беше сосем јасно. Пролета е тука пред неговите очи. Тој си играше во ливадата заедно со јагнињата, трчаше по пеперутките, береше цвеќиња, додека наоколу се лееше прекрасна мелодија од многу гласови и звуци. А која е таа Руменка што ја спомнавме уште во насловот? Ке прашате. Руменка е девојче со руса кадрава косичка, со прцлесто носе и со весело тенко гласче како звонче. Франц и Руменка седеа во иста клупа и се разбира беа одлични пријатели. Татко и на Руменка беше јагленар. Тој не знаеше ни да чита ни да пишува, но затоа пак умееше прекрасно да раскажува за планината. Од своите секојдневни средби со зајаци, ежови, мечиња, срни, создаваше вистински сказни. Навечер, кога на радиото немаше детска емисија, Франц одеше кај Руменка и таму ги слушаше долгите и чудесни јагленарови сказни. Не смееме да го заборавиме и ова. Баба му на Франц беше вистински неисцрпен извор на приказни. Уште додека беше во прво оделение, Франц љубеше да ги прелистува шарените сликовници, што му ги донесуваше татко му. Од она што го гледаше во нив, детето умееше да си создаде свој посебен свет и со него живееше со денови и недели. Кога ќе му здодееше некоја сликовница, Франц ќе ја фрлеше велејки: ова не е вистина, или можело и поинаку да се заврши. Подоцна во трето и второ оделение, тој вистински се спријатели со книгите. Многу сакаше да чита. Но некако одеднаш Франц се измени, како преку ноќ главата да му ја исполнија немирни мушички. Една вечер никој не знаеше што му е. Не сакаше да вечера, не сакаше да чита, не сакаше да спие. Ако спиеш, ќе дојде волшебникот Дедо Сон, ќе ти подари едно зрнце сила и ти утре ќе бидеш поголем, му рече мајка му. Само едно зрнце ли? Се зачуди Франц. Ако е за толку воопшто немам сметка да спијам. Тука мораше на помош да дојде и баба му. Таа беше принудена да му ги пее најубавите заспивалки, за да му ги раскажува најчудните приказни за да го успие. Но каква полза од сето тоа? Ха-ха, се насмеа Франц. Јас не сум бебета да ме залажувате со заспивалки. Нив ги измислиле мајките и бабите за да ги заспиваат малите дечиња. Дојде и татко му. Ајде, Франц, легни си, доста е, му рече тој, витувајќи му дека утре ќе му донесе нова и многу интересна книга. Ако биде како досегашните, подобро не донесувај ми ја, рече детето. Веќе ми издодеа да читам за глувци и мачки, за крави и страчки, за принцови и принцези, за зајаци и лисици. Баба му дури се подналоти.
Кога си толку паметен, седни ти па напиши книга која нема да биде како досегашните. Франц не се збуни. Многу учтиво и одговори на баба си. Ех, бабо, ти не се разбираш во книгите. За приказни ти ја симнувам капата. Но книгите се нешто друго. Не е работата во тоа јас да напишам книга, туку на писателите ќе им напишам писмо. Какво писмо чедо што ти текнало, се зачуди баба му. Писмо, на едноставно писмо. Еве слушај. И Франц почна да пишува во својата тетрадка, гласно изговарајќи го секој збор. Чичковци, писатели. Јас, Франц, ученик во трето одделение, село Крива Бреза и моите другари од истото одделение и од истото село, бараме од вас од сега натаму да ни пишувате книги што треба да не разбудуваат, а не да не заспиваат. Сите беа немокни пред неговата волшебна идеја. Дури и татко му, кој што знаеше 31 книга на памет и 31 до 31 книга прочитал, не знаеше што да му одговори. Се почувствува победен. Тоа си е твоја работа, Франц, помирливо му рече на сина си, но сега бездрего треба да си легнеш и да спиеш зашто е доцна. И нема смисла да го измачуваш дедо сон да дреме под прозорот, чекајќи да тебе да си легнеш, додаде баба му, барем кон старите има и почитување. Чуден беше Франц таа вечер. Тој твој дедо сон, бабо, кога оди по светот, дали јава на Камила, пловили со златен брод, цупкали босонок или се вози на најмодерен начин во реката? Доста со тоа твое дрдорење, оштро му подвикна баба му. Ајде, спи веќе еднаш. Франц рече дека воопшто не им верува на соништата, но во тоа време кукавицата од зидниот часовник ја покажа главата низ дупчето и 9 пати рече: Куку, 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 куку. Тогаш нашиот третоодоленец веќе немаше каде, се вовлече под јорналот во својот кревет. Втори дел. Во болницата. Ненадено Франц се разболе. На татко му не му остануваше ништо друго, освен да го однесе на лекар. Откако го прегледа, чичкото лекар рече: болеста е таква што детето неколку месеци не смее да се движи. Ќе го задржам во болницата. 3 дни и 3 ноќи Руменка не јадеше и не спиеше. Не спиеше и не играше. 3 дни и 3 ноќи плачеше и тагуваше за својот другар. А Франц, кој што не сакаше да им верува на соништата, сега мораше да го менува своето мислење. Сепак тие некаде постојат, живеат и дружат со децата. Во првите дни Франц беше многу тажен. Во болничката соба немаше сонце, а тој сакаше огромно сонце што прска многу светлина. Болничката соба беше тесна за да ги собере во себе ливадата зад училиштето, потокот, чистото селско небо. Во таа соба се беше бело, а Франц сакаше шарени пеперуги, зелени треви, меризливи цвеќиња. За среќа, во таа соба имаше библиотека со многу книги, па и покрај тоа што Франц веќе не сакаше да чита, пак читаше. Читаше зашто немаше што друго да прави, зашто меѓу тие книги имаше и такви кои вистински го пленија неговото срце. Најпосле, читајќи, тој не мислеше на својата болест, а времето му минуваше побрзо. Ах, морам да го кажам и ова. Во болничката соба Францот се најмногу сонуваше. Може би тоа не беше вистински сон. Може би тоа беа сказни што ги раскажуваше телевизорот. Кој би знаел? Во собата во која што лежеше Франц, еден ден донесоа телевизор. Какви ли чудесни приказни умееше да раскажува тој чуден волшебник. Еднаш на екранот се покажаа група деца со санки и Франц тажно си помисли: ете, зимата веќе дошла. Од моментот кога Франц легна во болницата, поминаа 10 дни. На 11-тиот кај него влезе сестрата и му даде писмо. Болниот многу се зарадува зашто по ракописот позна дека тоа писмо му го испратила Руменка. Веднаш го отвори пликот и почна да чита.
Здраво, Франц. Поминаа 10 дни откако не сме се виделе. Зар не е многу тоа? Во саботата со татко ми ќе дојдевме во градот да те посетиме, ама падна снег. Ти знаеш дека снегот ги затрупува сите патишта и татко ми вели од магарето не ќе можело да се пробие ни соспите. На сите ни е тешко без тебе, Франц. Учителката често го споменува твоето име, а да не зборувам за децата од трето А. Чекај, што сакав да ти кажам? Аха, се сетив. Пред неколку дни од планина на тате донесе жива верверичка. Малечка, црвеникава итра. Само да ја видиш, Франц, веднаш ќе ја засакаш. Многу наши другари доаѓаат кај нас и носат ореви и лешници. Таа се завлекува под креветот и таму ги грицка. Сакам што поскоро да оздравееш, Франц, и да си дојдеш. Замоли го лекарот, поброго нека те лекува, оти без тебе многу ми е тешко. Руменка. Очите на Франц му се обросија. Тој дури не се ни обиде да ги скрие солзите. Писмото од Руменка го потсети на толку мили ликови, на толку убави спомени, што му стана вистински жал дека не е во оделението меѓу своите другари во своето село со санката. Франц не можеше да се подкрене во постелата за да ја одговори на својата другарка Руменка. Затоа ја замоли сестрата што го негуваше. Сестро, ве молам, сакате ли да ја напишете писмо на Руменка од моје име? Се разбира, Франц, само ти диктирај, рече сестрата. Пишете и дека ја чува верверичката, почна Франц, и дека ми е мака што не можам да се лизгам. Друго, напишете дека во мојата соба има телевизор и тој секоја вечер ми раскажува по една приказна. Само толку ли, Франц? Праша сестрата. Напишете дека ќе ме пуштат, колебливо рече детето и праша. Сестро, навистина кога ќе ме пуштат да си одам? Тоа најубаво го знае лекарот, рече сестрата. Секако набрзо ќе оздравиш и ќе можеш да си одиш. Така напишете, рече Франц, и уште додајте дека често сонувам. Што сонуваш? Не, тоа не важи, избришете го тоа, настојуваше детето. Наместо сонувам, напишете дека гледам телевизија и поздравете ја многу. Зимата Франц ја доживуваше преку екранот на телевизорот. Додека другите деца трчаа опфатени од првата зимска радост, ги ловеа белите звездички снежинките, се разлизгаа. Франц им се радуваше на сликите од телевизорот. И само тој знаеше колку е тешко да лежиш во кревет, постојано да лежиш затворен во собота како птица во кафес и да копнеш за безгрижна слободна игра. Франц тогаш ги затвораше очите и сонуваше. Пардон, тоа не важи, тоа ќе го избришеме и наместо сонуваше, ќе напишеме Франц гледаше телевизија. Овој дел од нашиот расказ ќе го наречеме Чудесно патување. Трети дел. За вашиот стар пријател Дедо Сон. Еднаш Франц се запозна лично со Дедо Сон. Семоќен господар на сите ноги што поминали и што ќе дојдат. Најважниот човек меѓу безбројните соништа, сонови и сончиња. Дали тој се појавил на екранот од телевизорот или не, тоа не ни е јасно. Тој и на Франц не му е сосем јасно. Важно е дека го видов, се колнеше детето. Жив, голем и добар. Шетав и зборував со него. Вистински Дедо Сон. Колку години има, тоа не го знае никој. Ни самиот Дедо Сон не си го знае бројот на годините. Се родил многу одамна во некоја џунгла во гнездото на едно мајмунче, растел, потоа живеел, патувал, ја оставил џунглата и дошол во некое село. Си играл со децата пред прагот на колибата и растел со нив. И остарел, но бидејќи сите го засакале, останал да живее до ден денешен. Колку прекрасен и мил старец е тој добар волшебник. Брадата му е како виножито, се прелива во безброј прекрасни бои. Очите вистински сини езера. Едни го виделе со бели крилја, му ги позајмил некој добар лебед. Други тврдат дека никогаш во својот живот не обул чевли. Одел бос. Постојано е весел, насмејан. Една вечер тој ненадејно се појави пред Франц и му рече: Дојдов кај тебе за да не бидеш осамен и тажен. Подготви се, ќе појдеме на прошетка. Мојот златен брод веќе те чека. Каков е тој златен брод? Каде е? Се зачуди Франц.
Погледни во ноќта дете и прочитай го она што е напишано на неговиот клун. Дедосоновите зборови беа цела вистина. Пред Франц стоеше вистински брод, чии страни беа исцртени со секакви цвеќиња и плодови и птици и пеперуки и на клунот од бродот пишуваше: Златен брод на соништата. Но само што го погледна, Франц разочарано проговори: Јас сум болен, дедо, и чичкото лекар ми забрани да се движам. Ако сакам поскоро да оздравам, не смеам да го напуштам креветот. Ти си веќе наполно оздравен, Франц, нежно му рече дедо Сон. Хајде станувај, немаме време за чекање, зашто мојата волшебна моќ трае додека трае ноќта. Франц некако одненадеж се најде на палубата од бродот. Таму врз една клупа стоеше отворена златна книга, а над книгата грееше звезда. Зошто се оваа книга и оваа звезда, дедо? Љубопитно праша болното дете. А не гледам ни морнари, ни кормилар. Звездата е патокас на нашиот брод, дете мое, му објасни добриот волшебник. А во книгата се напишани имињата на сите земји и на сите места што треба да ги посетиме. Звездата ги чита имињата и низината светлина му го покажува патот на бродот. Таму, каде што постојат многу чуда, луѓето веќе престануваат да им се чудат и на најчудните чуда. Франц брзо го свати тоа. Бродот полека ги напна белите едра и нечујно се лизна. Ама ние не патуваме по вода, дедо, праша Франц. Нашиот брод плови по морето на тишината, одговори дедо Сон. А каде одиме? Во земјата во која никогаш не се стигнува најаве. Наскоро, пред нашите патници се покажа висок дворец, а околу дворецот се ширеат цветни градини и паркови, детски игралишта, фонтани и чудесно убави езера. Врз сиот тој прекрасен свет, месечината ја посипуваше својата мека светлина и се беше посребрено. Бродот на соништата запре. Него го опколија безброј весели дечина во светла и разнобојна облека. Нашиот дедо се враќа, нашиот брод пристигна, пееја дечињата, а нивните румени лица трепереа од радост. Старецот застана пред нив, си ја помазни долгата брада и им рече: Ова дете се вика Франц. Го зедов од една болница зашто беше сам и тажен, а ова е неговата другарка Руменка. Додека веселите дечиња плескаа со рацете, поздравувајќи ги своите гости, Франц не можеше да им верува на своите очи. Руменка е тука, се држат за раце, тие пак се заедно. Потоа дедо Сон им објасни на гостите: Овие деца се моите внучиња сончиња. Секој од нив си има по едно златно чунче, а во чунчето по една сликовница. Тие на децата им ги разнесуваат соништата. Секоја вечер во секоја перниче оставаат по една шарена сликовница од најубави соништа. Четврти дел. Празникот на ливадата. Како секогаш што се случува во соништата и сказните, од пред очите на Франц одеднаш исчезна сребрениот дворец, ги снема и веселите дечиња сончиња, загина и златниот брод. Тој се најде во ливадата зад училиштето, по која толку пати трчал, но сега таа беше сосем поинаква. Тревата беше многу висока, чашките на цвекињата беа крупни и широко отворени. Пчелите и мравките беа големи колку врапчиња. Бубамарите и пеперугите се имаа променато во своите најубави фустанчиња. Покрај сето тоа етеа и Руменка. Но ова девојче неќе беше керката на добриот јаглен. Незината облека беше извезена со најнежните бои на пролетта, а во косата наместо панделка и расцветела најубавата божурика. Франц, ти кога да се чудиш на сето ова, му рече Руменка, погледни се самиот и сеќе ти стане јасно. Франц многу се зачуди. Тој беше претворен во најсветлиот коњаник од сказните, а врз себе имаше облеката на Април што ќе ја донесе пролетта, а пролетта ќе бидеш ти, побрза да одговори Франц. Се беше подготвено на почетокот на тој голем празник. Многобројните жители на ливадата беа построени во два реда, очекувајќи го доаѓањето на младиот коњаник Април, кој што требаше да ја поведе младата убавица Пролетта.
Во ливадата беше направена голема бина, украсена со лалиња, темјаношки, божурики, мајчини солзи и многу други полски цвеќиња. На бината требаше да се изведе свечената програма, подготвена само за тој најголем празник. Младиот коњаник се симна од својот разигран коњ и го остави на крајот од ливадата. Потоа ја поведе за рака убавицата Пролет и полека се приближија кон насобраниот свет. Хорот, составен од многубројни музикални жители на ливадата, начело со диригентот Штурчо, облечен во својот најцрн фрак, ја исполнуваше химната на цвеќињата. Многу виолини, гитари, харфи, тамбури, звончиња и труби го придржуваа хорот и мелодијата нежно допираше до ушите на оние што доаѓа. Со неа се носеа изборовите. Отворете ги очите своји цвеќиња, деца на нашата мајка ливада. Најмилата гостинка ви донесува сонце што ќе ве бакне, што ќе ве погали и вие ќе имате облека каква што сакате, со румена боја како првата мугра на април, со сина боја најчисто априлско небо. Младиот коњаник веќе ја води за рака, убавице, најубава под сонцето, ој добрино, најдобра под небото. Ние те чекаме страдни за твојата насмевка, ние те чекаме жедни за твојата милувка. Убавицата Пролет, заедно со својот придружник, младиот коњаник Април, поминаа меѓу редиците. Со сите се поздравија и избакнаа. Пчелите ги покажаа новите жолти кошничиња во кои ќе почнат да собираат мед. Бубамарите и ги покажаа своите црвени мантили попрскани со бели точки. Мравките дадоа ветување дека ќе стават крај на зимската мрзливост и во текот на сончевите денови ќе изградат многу нови пруги по кои ќе брефтаат композиции полни со жито. Пеперутките го одиграа својот најубав танец. Секој жител на ливадата имаше со што да се пофали пред скапата и драга гостинка. Потоа Пролета се искачи на бината и го одржа својот поздравен говор. Драги мои пријатели, не можам најдам зборови со кои би го искажала задоволството од пречекот што ми го приредивте. Мене и на мојот придружник. Јас ви пожелувам многу сончеви и весели денови. Потоа на ливадата почна вистинска веселба. Прво големиот оркестар исполни неколку прекрасни композиции, а потоа најпознати пејачи настапуваа со најнови забавни мелодии, дела на познати музички уметници од цветната ливада. Пролета ја беа обколиле новинари, дописници од многу шумски весници, како и главните уредии на ливадската, речната и планинската телевизија. Тие поставуваа безброј прашања. Другарке Пролет, од која земја доаѓате? Дали патувате со авион на млазен погон, со ракетен брод, со обичен брод или со воз? Ви се случили некаква сообраќајна несреќа патем? Да не доживеавте бродолом? Таа стрпливо одговараше. Утредента, сите полски шумски весници на своите први страници ја објавија фотографијата на младата убавица Пролетта, а другите страници беа исполнети со дописи, вести и репортажи за нејзиниот свечен пречек на ливадата, за големиот празник што се памети под сонцето на април. Колпортерите ги нудеа своите изданија на вестниците, викајќи на сиот глас: "Дојде Пролета, пристигна во придружба на младиот коњаник Април, од денес започнуваат празниците на цвеќињата." Франц ги отвори очите, а погледот му застана на телевизорот. Екранот празно гледаше во осаменото дете. Во тој момент во собата влезе сестрата и тој ја замоли: "Сестро, ве молам малку вода, жеден сум." Дел 5. Во царството на неговото бело величество Дедо Мраз. Надвор беше зима. Во рамот на прозорецот танцуваа кристални звездички. Франц знаеше. Улицата е полна со деца. Тие ги ловат снежинките на своите дланки со јазиците во косите. Од време на време до ушите на болното дете допираше веселата детска врева од улицата. Франц знаеше. Беше она попладне пред новогодишната вечер. Сигурно татко му веќе ја донел најубавата елка од планината. Таа е украсена, нагиздена вистинска убавица. Покрај сите други играчки и украси, неговата другарка Руменка
Има и жива верверичка. Му доаѓаше да заплаче, но се воздржуваше. Сакаше да не мисли на домашната топла соба, на милите ликови на своите родители, на добрата баба и на незините приказни. Но можеше ли? Погледна кон телевизорот. Неговото око беше празно, немо. Но Франц упорно гледаше во него. По некое време пак се појави неговиот стар пријател дедо Сон. Добра вечер, Франц, му рече и нежно го погали со својата мека долга брада во која се вплетени сите бои од виножитото. Франц само се насмевка. Дојдовме со Руменка да те посетиме, продолжи дедо Сон, но осамените секогаш им е потребно друштво. Додека Франц се исчудуваше и ја приспитуваше радоста во себе си, дедо Сон му даде топли алишта, бела кожна бунда, капа со топли наушници, меки на раквици и му помогна да се облаче. Побрзај, дете мое, и никогаш не чуди се премногу, бродот не чека само нас двајцата. Само што згазнаа врз палубата, златниот брод на соништата нечено се лизна по глаткото море на тишината. Руменка гореше од радост дека е заедно со младиот коњеник од цветната ливада. Но за миг настана огромна промена. Веселото пролетно сонце исчезна без трага. Сега тие патуваа по бескрајни снежни пространства. Наскоро запреа пред огромни ледени дворци на чии ѕидови пишуваше: Снежно царство. Овде се раѓаат и живеат сите нови години. Фабрика за производство на снег и новогодишни подароци. Кога дедо Сон ги воведе своите мали пријатели во една просторија на ледениот дворец, таму во длабока ледена фотелја седеше руменолик старец. Неговото бело величество дедо Мраз. Се врз него беше бело. И облеката, и брадата, и чизмите, и косата. Дедо Сон се поздрави со својот врсник. Добре дојдовте во мојата земја. Дедо Мраз насмејано ги пречека своите гости и им подаде по еден голем корнет од највкусниот и најквалитетен сладолед. Многу ми е драго што те гледам во мојот дворец, драго дете. Дедо Мраз му се обрати на Франц. Ми беше жал да те гледам како седиш пред телевизорот во болничката соба, очекувајќи го дедо Сон да ти прави друштво. Потоа се сврте кон Руменка. Ти си Руменка, зар не? Девојчето на јагленарот открива бреза. Ти си најдобрата Францова пријателка. Епа, чувствувате се добро во овој леден дворец. Ах, ние ти благодариме, дедо Мраз, рече Руменка. Но од каде знаеш кои сме ние? Од каде сме? Јас морам се да знам, добри деца, рече дедо Мраз. Како што дедо Сон мора да знае кое дете што сака да сонува, исто така и јас морам да знам кое дете каков подарок сака да добие за нова година. Еве во овој мој бележник се наоѓа предолг список на имињата на сите деца во светот и нивните желби. Од каде наоѓате толку многу подароци? Праша Франц. Ние сами ги изработуваме сите подароци, рече дедо Мраз. Нашата фабрика е толку голема што во неа може да се изработат сите играчки што постојат од двете страни на земјината топка. Но, ајде да прошетаме низ мојот дворец, па се да видите со своји очи. 6 дел. 1011 снешковци. Големата Дедо Мразова фабрика беше монтирана во срцето на ледот. Дедо Мраз им објасни на децата дека во неа работат деноноќно 1011 снешковци, неговите синови. Работат 364 дни без смена и се што ќе пожела секое дете, 365 ден мора да го добие. Таков е Дедо Мразовиот закон. Ако снешковците не ја исполнат нормата навреме, тогаш Дедо Мраз ги казнува. Уште еден ден преку време на работа. Ете зошто понекогаш годината има и 366 денови. Децата одеа од погон во погон и со најголемо внимание ги посматраа разните чуда што за прв пат ги гледаа со своји очи. Неколку џинови, снешковци, довлекуваа од морето огромни санти лед. Други исто така снешковци, тој лед го кршеа во огромни чекани, претворајќи го во ситни кристални ѕвездички. Трети пак го полнеа во огромни вреки облаци. Што е ова? Се чудеа децата. Ова е погон за производство на снег,
им објаснуваше Дедо Мраз. Од тука полните снежни вреки, облаци, ги праќаме во оној дел од земјата каде што е зимата. Ние мораме да произведеме толку снег колку што е потребно да се задоволат сите зимски пазари во светот. Потоа влегоа во една голема сала каде што врие уште поголеми казани, полни со сладка каша, од која снежковците сладкари правеа секакви сладки бомбони, чоколади или лихи. Уште никаде немам видено толку голема фабрика, се восхитуваше Руменка. И никаде на светот не се прават толку убави чоколади како овде, додаде Франц. Дедо Мраз беше мощно задоволен што на гостинчињата им се допаѓа неговата фабрика. Постојано ги честеше де со свилени бомбони, де со чоколади со лешници и кикирики. И одеа од погон до погон, од оделение во оделение. На секоја врата и беа испишани имиња на погоните. На една врата децата прочитаа: одделение за печатање на книги. Внатре без прекин машините тракаа. Топовите хартија што се од едната страна ги пуштаа сосем бели, од другата страна излегуваа во вид на прекрасни разнобојни сликовници. Книги со песни, раскази и цели томови со најубавите сказни од Снежното царство. Франц и Руменка долго се задржаа во таа сала печатница. Та тие толку многу сакаа да читаат убави книги, а сега ете, убавите книги со уште поубави илустрации беа пред нивните очи. Поразговараа и со снешковците писатели, со снешковците илустратори и печатари, ги прашуваа како ги пишуваат и цртаат своите книги, во колкав тираж ги печатат. На разделбата, еден добродушен Снешко, уредник на библиотеката за децата од цел свет, им вети дека и за нив, за Франц и Руменка, ќе напише една книга и дека идната година истата таа книга ќе се продава во книжарниците низ целиот свет. Ах, не беше само тоа, уште многу незаборавни нешта видоа децата во таа волшебна фабрика на Снежното царство. Во погонот за играчки останаа вистински зачудени. Во тој погон снешковците мајстори ги правеа најубавите кукли што не може да се купат во ниедна продавница за играчки. Од најубични кукли со сини очиња и црвени панделки, преку ролшо и тротинети, моторни возови и лимузини, па се до вселенски бродови што можат вистински да летаат. Но доста е веќе, деца мои, накрај Дедо Мраз им рече на своите гостинчиња. Си изморивте од одење и гледање. За да го видите сето оно што го има во мојава фабрика, верувајте, нема да ви стигнат ни 365 дена. И ги поведе назад кон својот леден трон. Во неговата фотелја затекоа една прекрасна девојка. Ова е најновата нова година, им рече Дедо Мраз на децата. Таа ќе биде со вас од утре, па се до оној ден кога не истигне смена. Најновата нова година стана од фотелјата, се поклони пред Дедо Мраз и му рече: Господаре на ледениот дворец, јас сум веќе готов, тргнам на пат. Чекам само на вашата повелба и благослов. Дедо Мраз си ја стави раката врз нејзиното нежно рамо и свечено проговори: Керко моја, од утре ти ќе им бидеш светлина на луѓето, патокас во нивните желби, посредник во нивната љубов. Однеси им радост на децата, плод на земјата и вода на реките. Од утре ти ќе бидеш новата песна на животот. Добрини само да сееш меѓу луѓето и среќа да им подариш на децата. А каде се новогодишните подароци? Бидејќи сите наши композиции заминаа натоварени со снег, подароците ги ставивме во златниот брод на мојот пријател Дедо Сон. Ти ќе патуваш со него и со нашите гости. А сега, оди со среќа, заврши Дедо Мраз. Франц и Руменка се поздравија со својот добар домакин, се качија во бродот и тој ги понесе во бескрајното звездодо море на тишината. 7 дел. Најубавиот новогодишен подарок. Од необичната врева со која ненадено се исполни болничката соба, Франц се разбуди. Околу неговиот кревет во полукрут беа наредени баба му, мајка му, татко му, болничката сестра, чичкото лекар и погодете уште кој беше во собата? Руменка! Сите редом се поздравуваа со него, го бакнуваа и бидејќи беше нова година, му честитаа. А честитањето вака некако ќе го наредиме. Мајка му: Сине, новата година нека ти ги исполни сите желби.
татко му, да ти донесе полна вреќа среќа. Големо да ми пораснеш бабино гулапче, го бахна баба му. Руменка ни солзи рече, што поскоро да оздравееш. Франц се радуваше, се смееше, беше среќен, беше многу среќен и сакаше сите да ги држи прегрнати. Франц прошто сакаше да летне. Му донесоа многу различни, многу убави подароци. Чоколади, бомбони, книги, балони. Меѓу нив имаше и еден најсакан, најдраг, најубав подарок. Не беше книга, ни чоколада, ни пиштол што прска вода, ни кесе со свилени бомбони, ни гумен каубој на конј, ни вселенски број што лета со навивање, ни црвена, ни сина ракета, ни црнец со копје под палма. Ни. Тоа беше жива верверичка. Неа ја донесе Руменка. Таа беше онаа верверичка за која Руменка му пишуваше во писмото. Таа малечка немирница со рунтава опашка, со ситни игриви очиња со малечко устенце, во болничката соба донесе дел од слободната планина. Дел од незиниот чист воздух, звук од незините ветрови, гргор од незините извори и потоци. Со чичкото лекар за ништо на светот не сакаше да дозволи верверичката да остане во собата кај болното дете. Долго го молеше Руменка, тихо и умилно му зборуваше жално и плачливо. Не, рече чичкото лекар, верверичката нема да остане тука. Наскоро Франц ки излезе од болницата и ки има многу време да и се радува да се игра со неа. Ах, чичко лекаре, зошто не можеш и не сакаш да ја сватиш желбата, љубовта, добрината и на едното и на другото дете? Неколку дни Франц живееше со подароците и играчките што ги доби за нова година. Но секое дете од се повеќе сака деца. Затоа и на Франц му здодеа сите играчки и сите игри што си ги измислуваше сам и што ги играше сам. Времето течеше. Сега прозорскиот рам се почесто беше исполнил со сино парче небо. Снежните игри поминаа. По нив си одеше и зимата. На крилата од северниот ветер, таа патуваше на север кон ледената земја на неговото бело величество Дедо Мраз. Еден ден, во тој ист прозорски рам се појави ластовичка. Франц јасно го слушна незиното весело чрчорење. И стана уште потажен, зашто беше сам, сосем сам. И долго гледаше во окото на телевизорот, како да го молеше да му раскаже нешто, да му ја разбие осаменоста, да му ја разгони тагата. 8 дел. Волшебната кошула на детството. Франц не знаеше кое време беше од денот или ноќта, кога некој тихо му се приближи и му шепна на увото. Ајде, тргнуваме. Детето се сврте и пред себе го виде својот стари добар пријател Дедо Сон. Каде ќе одиме? Праша Франц. Сега ќе те одведам во една друга моја земја. Ами Руменка? Таа овој пат не може да дојде со нас. Верверичката ѝ се разболела и затоа мора да биде покрај неа и да ја лекува. Ов, дедо, многу ми е жал, писна Франц. А дали ќе оздравее? Секако, не грижи се за тоа. Верверичката секој ќе ги оздравее, зашто Руменка многу ја сака. Сега го немаше златниот брод на соништата. Франц седеше во долгата виножитна брада на Дедо Сон, а Дедо Сон леташе со белите крилја што му ги беше подрел некој добар лебед. Наоколу месечината ја посипуваше својата сина светлина и се беше толку убаво. Кога стигнаа до целта, старецот му рече на детето. Оваа е мојата друга земја што сакав да ти ја покажам, Франц. На широко платно, меѓу два дирека, со големи сребрени букви, беа напишани 3 збора. Земја на соништата. Бидејќи тебе ти здодеаја книгите што ги читаше и бидејќи пред доаѓањето во болницата ти не им веруваше на соништата, те доведов овде за да ти ја покажам и оваа жива сликовница. Колку е убаво овде, дедо! Франц не можеше да ја скрие својата возбуда. Убавото ти уште не си го видел, дете мое, му пешна Дедо Сон. Ова е само првата страница од живата сликовница. Тргни по патеката послана со мека трева, навезана со цвеќиња и насекаде ќе те сретнуваат само пријатели. Моите внучиња и внучки сега ќе ги видиш претворени во пеперуги, срни, птици.
И Франц тргна. Сонцето топло грееше. Пријатно галеа неговите зраци и Франц чувствуваше како по лицето му пролазува некаква милина. Изусти да му каже нешто на дедо Сон, но него го немаше. По некое време ожедни и си помисли. Сега да има тука едно кладенче. Не баре ја прочитала неговата желба, пред него за миг долета голема шарена пеперука и му се представи. Јас сум Шаренка, внука на дедо Сон. Разбрав дека си жеден и дојдов да ти го покажам изворчето. Изворот весело клокотеше, а неговата вода истекуваше низ тенка браздичка во тревата. Кога се наведна да пие, Франц почувствува како низ грлото му се слева свеж портокалов сок. Самиот во себе си рече: О, колку е прекрасно да се живее овде, а јас не им верував на соништата. Тогаш го слушна звонливиот глас на Шаренка. Треба да им веруваш, Франц. Понекогаш мораш да им веруваш и на соништата. Без нив детството би било една бескрајна сива книга, исполнета со многу долги здодевни редови, без ниедна шарена слика. Шарената пеперуга одлета исто толку брзо и ненадено како што се појави. Франц патуваше и патуваше, подсвирнувајќи си некоја весела мелодија. Може би си гладен, Франц? Пред него излезе тенконого еленче и без да чека одговор од срекното збунето дете додаде: Од овие плодови можеш да јадеш колку сакаш. Сето ова е твое. Не плаши се од падар. Овде нема падари. Насекаде околу него се разгрануваа овошни дрвја, а нивните гранки тежеа, се привиткуваа од зрели јаболка, портокали, келибарни гроздови, смокви. Земјата пред него беше покриена со крупни румени јаготки. Пријатниот мирис му ја напојуваше душата, а плодовите му се топеа во устата. Додека се сладеше, Франц помисли на Руменка, на своите родители, на баба си, на своите другари од училиштето. Ке најдам ли зборови да им го опишам овој раскош, ова невидено богатство? Тогаш еленчето му рече: Сега се најде, Франц. Мислам дека можам да ја затворам оваа страница од живата сликовница на дедо Сон, чиј чувар сум јас. Среќен пат! Набрку детето се најде на една ливада. Јато, сребренокрилести птици, ја изведуваа својата најубава игра. Тие во клуновите држеа конци, а за конците беа врзани разнобојни балони. Сребренокрилестите птици се извишуваа и се спуштаа, а нивните крилја толку прекрасно одблеснуваа и се прелеваа на сонцето, што детето остана со отворена уста од восјет. Ајде да летаме, Франц, го поканија птиците. Да летаме, повтори Франц со глас во кој трепереше и страв и разочарување. Јас никогаш не сум летал, се плашам да не паднам. Ти само обиди се, му рекоа сребренокрилестите птици. Собери ја сета храбро што имаш во себе и не дозволувај страво да ти ја победи желбата за летање. Треба да ја почувствуваш убавината на летањето. Понекогаш можат да полетаат и безкрилните, само ако се храбри. И Франц се вивна. Тој се најде помеѓу балони и птици, во прозрачниот воздух. Очите му беа исполнети со светлина и бој. Почувствува како градите му се шират од бескрајна топла неизмерна среќа. Но летовите на безкрилните обично се кратки и кога детето се најде на земјата, кога повторно сакаше да се крене кон сребренокрилестите птици, пред него се појави волшебникот дедо Сон. Брадата му трепереше прелевајќи се во чудесните бои на виножитото, а неговите очи само што не излетал некој бел лебед, толку беа чисти и светли. Додека дедо Сон му се насмевнуваше, Франц го замоли: Дедо, јас сакам уште еднаш да летнам. А чувствуваше потреба да каже: Јас би сакал постојано да летам, постојано да сум во воздухот, толку е убаво и пријатно тоа благо лелење во сончевото небо, колку незаборавно е тоа, толку незаменливо. Дете мое, тоа е добро што ти сакаш да леташ, му рече дедо Сон, но засега ти е доста. Сакав само да ти ја кажам волшебната кошула од соништата во која е облечено детството. А сега треба да побрзаме, долг пак не чека. Покрај реката ќе ја најдеме тажната принцеза наречена Воден цвет.
Ти ќе бидеш весел принц и твојата задача е да ја утешиш. Девети дел. Сказна за водениот цвет. Покрај брегот на една сина река, каде што се вишеа зелени трски и растеа широколисни водени растенија, каде што се простираа недогледни цветни ливади, пред прагот на напуштена рибарска колида, седеше тажната принцеза наречена Воден цвет. Наоколу владееше одна вечна тишина на свечерувањето. Времето беше прекрасно. На запад пламтеа црвените пожари зајди сонцето и реката гореше како да беше запалена. Ах, каква неповторлива слика! А таа, тажната принцеза, плачеше. Франц уште оддалеку ја препозна. Таа беше Руменка. И тој, веселиот принц, за да ја утеши, за да ја врати ведрата насмевка на убавото лице, почна нежно да изборува, а зборовите ја претечуваа во некоја нежна, топла песна. Не плачи, тажна принцезо, не плачи, зашто без твојата убава насмевка ќе потемнее водата на сребрената река и рибрите ќе заборават каде да пливаат и школките ќе заборават дека имаат срца од бисер. Лебедите со мрак ќе си ги обојат белите пердови од своите крилја. Не плачи, прекрасен воден цвету, ќе ги изгаснеш фенерчињата на светулките. И златниот брод со ништата не ќе го најде патот до постелата на последното незаспано дете. Не плачи, тажна принцезо, не плачи. Руменка, односно тажната принцеза, обколена со ројак перуги и златокрилни вилини кончиња, ги крена своите очи облеани со солзи кон веселиот принц и одговори. О, тоа е наедноставно и налесно да се рече не плачи. Како да не плачам, кога мојот живот е толку краток? Само еден ден. Само еден ден, се зачути веселиот принц. Да, продолжи таа. Утринава ги отворив очите и го видов небото, го видов сонцето, го видов најубавото облаче сребрениково, пердувесто, како лесно кајче отплови некаде зад планината. Го слушнав нежното потплиснување на водата покрај мене. Ја слушнав чудесната музика на ветрот, низ трските и рогозите, песната на птиците. И што од тоа? И сватив колку е голем и убав овој свет, а јас треба да го оставам и за секогаш да ги затварам очите. Веселиот принц се приближи, нежно ја фати за раката и тихно почна да изборува. Постои начин како да се спаси твојот живот и ти, принцезо, да останеш убава каква што си во овој миг. Ах, тоа е невозможно, рече таа. Неодложно е моето заминување. Сето ова ми го зборуваш за да ме утешиш, нели? Ти благодарам за толку благозвучните зборови, но тие мене не може да ме спасат од гибел. Не плачи, тажна принцезо, настојуваше веселиот принц. Не плачи, солзите најмалку може да ти помогнат. А што може да ми помогне? Сета твоја убавина подари им ја на децата. Тие ќе ти бидат благодарни, ќе ја понесат во своите очи, во своите срца. Тие најубаво ќе умеат да ја ценат и да ја чуваат, а ти во нив ќе останеш млада и убава како најубавата детска желба. Ах, толку убави зборови слушнав од твојата уста, рече водениот цвет, но моето заминување е неодложно, ништо не може да го спречи. Гледај, се гасат пожарите на зајди сонцето, светот ја наметнува својата темна облека, денот умира. Збогум, весел принцу, збогум. Тажната принцеза, наречена Воден цвет, полека ги рашири клијата и летна. За последен пат се извиши над пламнатите води на реката, изговори нешто многу тихо, многу убаво и многу нежно. Потоа реката се отвори и таа исчезна во сините длабочини на водата. Сега веселиот принц стана многу тажен и заплака. Не тагувај, дете, понашто треба да си оди и понашто си отишло веќе, му рече дедо Сон. Чувај го во себе дарот на убавината. Носи го во своето срце, зашто тоа се соништата на твоето детство, прелеани со златеста боја на желбите и копнежите. Франц плачеше, плачеше и плачеше, се додека некој не го погали по челото. Тој ги отвори очите и виде, над неговиот кревет стоеше болничката сестра.
Солзите како сребрена низа му се точеа по лицето, а тој не се обидуваше да ги сокрие, ниту пак да ги избрише. Зошто плачеш, Франц? Што се случило? Благо го праша сестрата. Руменка, сестро, ташната принцеза, липаше детето, потона во реката. Ти пак си сонувал нешто, рече сестрата. Ајде, Франц, престани да плачеш, а соништата си одат ненадено како што и доаѓаат. Ајде, станови и облекувај се, Руменка те чека надвор. О, сестро! Радосно крикна Франц. И тој сончев ден Франц излезе од болницата. Патот до неговото родно село Крива Бреза водеше низ срцето на пролетта. И Франц, заедно со татка си, мајка си, баба си и Руменка, брзаше на кај тоа драго селце, зашто таму на ливадата зад училиштето започнуваше вистинскиот празник на цвеќињата.